Добар ден. Точно на време и на вистинско место го следите новото продолжение од Фактор здравје, во кое што срдечно ве поздравам и ви посакувам добре дојде. Она што е важно да се нагласи дека повторно денеска имаме тема со која што верувам дека ќе го разубавиме од една страна вашиот ден, а од друга повторно ќе ви дадеме практични совети од научно пред се искуство и практично за тоа што треба да направите доколку имате проблем со вишок од килограми. Деталите следуваат преку првата рубрика Истражувањата докажаа. Во вчерашната емисија најавив и денеска сакам да потсетам дека повторно липосукцијската исхрана ќе биде во центарот на внимание на вашата здрава навика Фактор здравје. Пред да ја представам темата и гостинката, ќе споменам дека липосукцијската исхрана како протокол на слабење и намалување на вишок од килограми веќе даде резултати на над 100.000 задоволни корисници во регионов, кои што успеа како од естетски, така и од медицински аспект да го вратат нивото и квалитетот на живот на завидно ниво. Она што сакам уште да го нагласаме дека кога зборуваме за дебелината, она што како најнов и најсвеж податок го реферира Светската здравствена организација е податокот дека над 2,5 милиарди луѓе во светот патат со одреден проблем од вишок килограми, без оглед дали тоа станува збор заради здравствени причини или пак естетско е прашањето. Во однос на Липодиет центарот да потсетам дека тимот на International Health ви стои на располагање секојдневно на 023151714 во центарот на градот спроти поранешен Макдоналдс или на улицата Димитрije Чуповски број 22 од Скопје. Токму раководителот на овој Липодиет центар денеска е гостин во Фактор здравје, а нејзиното представување следува по оваа прва рубрика. На мое, а и ваше, верувам, задоволство, денеска добре дојде во Фактор здравје и посакувам на доктор Валентина Крстеска, споменав и уште еднаш ќе потсетам, раководител на Липодиет центарот во Скопје. Доктор Крстеска, добар ден и добро дојдовте. Како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Она што сакам да го нагласаме дека зад нас е период на празници, нова година, прослави кога многу луѓе можеби на некој начин не внимаваа на своето предсе здравје во однос на телесната тежина, а пред нас неполн месец дена сме календарски до пролет, за многумина време кога се отвараат, се будат не само оние внатрешни пориви, туку и надворешните во однос на она што го имаме да го понудиме и токму би рекол ова е период, барем од моје мислење, идеален за намалување на телесната тежина или враќање во нормални граници кај оние кои што тоа го сакаат. Ќе се согласите ли за почеток со оваа моја констатација? Точно. Периодов кој што е зад нас, период на внесување на продукти со поголем калориски износ во текот на денот. Луѓето повеќе се затворени во своите домови. Во овој период беше еден период на така наречена и зимска депресија, кога помалку се излегува надвор, помалку физички активности, повеќе дружења, повеќе празници, повеќе консумирање на оброци кои што не само што се калориски богати, туку и имаат внес на повеќе јагленохидрати и шекери. Тоа е онаа група на намирници која што многу лесно и брзо ги враќа килограмите или додава нови килограми и вишок на масно ткиво. Така да, точно како што кажавте, овој период е идеален да се излези од тој зимски период, да се сменат навиките во исхрана и да се потрудат луѓето кои што ги ставиле вишокот на килограми да ги намалат, а решението е едноставно и е липосукцијската исхрана. Точно и вие тоа го одгатнавте. Брзо и трајно слабење со липосукцијската исхрана во еден збор е и мотото, а и денешната тема во Фактор здравје, со која што уште еднаш ве поздравувам вас, а и вас, нашата најверна Фактор здравје публика. По блокот реклами ве поканувам да ни се придружите и со ваши прашања денеска повторно да оставите особен печат во емисијата. Вашите јавувања и вашиот интерес и денеска го очекуваме во Фактор здравје на 6091-925, односно 6091-924. На тема брзо и трајно слабење со липосукцијска исхрана го почнавме веќе разговорот и во продолжение ќе го прошириме и продлабочиме, би рекол, со многу факти во однос на практичното и научно искуство на доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот од Скопје, центар кој што ви стои на располагање на двата директни телефонски броеви 070 53
033 и оној директниот фиксниот телефонски број 023151714. Адресата е Димитрije Чуповски број 22, спроти поранешен Макдоналдс во центарот на Скопје, така што случајно или намерно доколку сте таму, обратете се до тимот на International Health и побарајте бесплатен совет и консултација во однос на аспектите што ви интересираат. Доктор Крстевска, кажавте и уште еднаш да повториме дека овој период идеален, ако може така да го наречеме, во однос на намалување и преземање нешто за сопственото здравје. Она што ме интересира и што сакам само да го напоменеме на почетокот е фактот дека пролетта е пред нас, веќе тоа го апсолвиравме, и она што треба да се земе во предвид е дека дебелината од естетски аспект, ако го тргнеме фактот, пред се здравствено прави проблеми. Кои се тие последици и компликации кои што од вашето искуство може да ги преточите во оваа прилика? Како што знаеме, дебелината е секое натрупување на вишок на масни наслаги во организмот, и тоа се што е преку 10% од нормалната телесна тежина е дебелина. Дебелината е ризик фактор за голем број на заболувања, меѓутоа и самата за себе веќе представува болест, која што е класифицирана по меѓународната класификација за болести под диагноза E65 спрема 10-та меѓународна ревизија. Инаку ризиците кои што се од дебелината почнуваат прво од зголемениот крвен притисок, тоа сите го знаат, зголемени вредности на параметрите во крвта, зголемено ниво на шекер, зголемени масноти, триглицеридите, холестеролот, проблеми со венското враќање на крвта кон срцето, бидејќи масното ткиво дава голем отпор на враќањето на крвта, срцето мора повеќе да пумпа, се зголемува притисокот, се јавува последици од појава на мозочен удар, појава на инфаркт, проблеми со дишењето, бидејќи диафрагмата се подкрева, па луѓето кои што имаат вишок на килограм имаат проблем со спиење, така наречената слип апнеа. Понатаму проблеми од страна на црниот дроб, проблеми со движењето, значи секој оној кој што има вишок на килограми има оптеретување на зглобовите на колената, попуштање на вените, проширување на вените и на крајот тука е и целулитот како естетски проблем. Ако ги тргнеме настрана сите овие ризици кои што ги споменавме и дополнително научно е докажано дека дебелината е генетски детерминирана и многу од навиките кои што родителите ги имаат, не само нашите, туку и оние кои што сега ствараат свое потомство или сакаат да имаат, треба да внимаваат што внесуваат и како, бидејќи дел од гените се одговорни тоа да се наследи кај нивните деца, што не би било сигурно добро, бидејќи дебело дете во суштина, ако кажеме, може би е ригидно, значи огромен ризик за понатаму од животот да развие некои од овие состојби и болести за кои што зборувавте. Точно. Значи дебелината е и генетски детерминирана и стекната. Генетски детерминирано е прераспределбата на масното ткиво. Значи, на кој дел од телото ќе бидат наталожени масните наслаги, дали тоа ќе биде повеќе централно или ќе биде во долните делови на телото, значи тоа зависи од генетиката. Меѓутоа, се друго е стекнато. Значи, навиките се тие кои што се главни, од, како што рековте, од детска возраст, па се до возрастно, да можат да внимаваат што внесуваат, колку внесуваат, како внесуваат, содржината на самите оброци во текот на денот, за да може уште од мали носе да се стекнат тие навики, за да не дојди. Бидејќи еднаш кога ќе се стават тие вишок на килограми, многу тешко се намалуваат, бидејќи навиките многу тешко се сменуваат во текот на животот. Ги споменавте навиките, токму тој е клучниот фактор, би рекол, во однос на таа стекната дебелина или вишок на телесна тежина, со која што претпоставувам се борите на некој начин или ги убедувате и трајно сакате да го решите проблемот на клиентите кои што доаѓаат во липодиет центарот во Скопје. Она што е важно да се земе во предвид, кога е најдобро или што всушност најтешко е со оглед на вашето искуство кое што еве веќе 5-та година го имате. Дали можеби мотивираноста или договорот самиот со себе да се почне со овој протокол на исхрана во однос на... да се донеси цврста одлука, да се реши дека треба нешто да се смени со
своето здравје, прво да се сменат навиките, а со тоа ќе се подобри и здравјето и ќе се превенираат одредени болести кои што ги спомнав дека се последица на вишокот на масно ткиво и изголемени килограми. Значи, секој треба да донесе цврста одлука, ова бара и некои одрекувања, само дисциплина, за да може постепено во текот на неколку месеци, а најмногу за година до 2 да ги смени сите погрешни навики, за да го насочи организмот кон здрава навика, за да може тие килограми кои што ќе ги изгуби повеќе да не ги врати. Бидејќи вие сте раководител на липодиет центарот во Скопје, она што е важно да се земе во предвид кога имате некој кој што е заинтересиран, еве закажал кај вас средба, рековме консултациите и советите се бесплатни, како пристапувате, што е она што првенствено покрај анамнезата како податок ви е важно да го препознаете и да го насочите во однос на липосукцијската исхрана понатаму? Како што кажав, значи прво се почнува од анамнезата, се побарува понекогаш и крвна слика да се видат резултатите од крвта. Најмногу не интересираат значи вредностите на маснотиите, на шекерот и нивото на кетонските тела. Понатаму дали има некоја интолеранција на храна, дали се алергични на некои продукти кои што ги има во нашите препарати, на пример на лактоза, на млеко и на млечни производи. После тоа во разговорот следи да се откријат кои се тие навики на одредената особа, каде грешеле досега, кои грешки ги правеле во изборот на храна и значи со нашите совети низ разговор ја одбираме најсоодветната програма на која што им се препорачува на консументите. И за да бидеме конкретни, кога веќе имате такво лице, кој ден го препорачувате, каков е протоколот за почнување на првиот чекор или за преминување на таа граница да се почне и да се договори самиот со себе тој човек, без оглед дали е жена или маж, да почне со овој протокол на исхрана? Спрема желбите, кој кога сака може да почне. Најубаво на крајот од неделата да се почне, кога почнуваат викендите, кога се дома, кога може да обрнат повеќе внимание, бидејќи најважни се првите неколку дена, првите 48 часа од почетокот на оваа наша програма, а после тоа во консултација со нас секојдневно можат да прашуваат што ги интересира, за да можат до крај дисциплинирано да ја одржат оваа програма, за да ги постигнат посакуваните резултати. Да подсетам уште еднаш дека Липодиет центарот во Скопје ви стои на располагање на 02 315 1714 или на мобилниот телефонски број 070 535 033. Нашите два телефонски броеви и натаму се отворени исто така за јавување, ги имате на малите екрани и слободно јавете се доколку имате прашање или споделување на некое лично искуство, бидејќи верувам дека не постои човек кој што барем еднаш во животот ќе се согласите доктор Крстевска немал проблем со вишокот на телесна тежина и негово намалување. Ме интересира кога веќе имате кандидат или клиент кој што сака да го почне овој протокол за липосукцијска исхрана, многу важна ви е подготовката, не само почетокот, дали пред да се пристапи кон овој протокол на исхрана, дополнително нешто е важно во смисла на прочистување на организмот, земање, оставање на некои здрави навики или нездрави ако ги имал претходно. Липосукцијската исхрана е диетотераписки третман за намалување на вишокот на килограми кој што многу лесно се спроведува, нема потреба од некои такви припреми, доволно е само да се донеси прво цврстата одлука дека се сака нешто да се смени и да се намалат килограмите. После тоа следува нашиот протокол за исхрана, кој што се состои од два дела. Во првиот дел од 15 дена е период на топење на масни наслаги, намалување на килограми, а вториот период од нови 15 дена, тоа е период на фиксација и одржување на килограмите. Значи, потребно е месец дена за да ги имаме овие задоволителни први резултати. Зборувајќи за резултатите, тоа ќе го оставиме малку подоцна, бидејќи имаме веќе јавување некого со нас веќе на линија. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Моето прашање е за дебелината. Добро. Примав лекарства. Прво после бремена 7-6 години се поправив, ослабнав 20 килограми. Сега се поправив, имам може близу 100 килограми. Наедна се поправам сега. Дали од лекови или од тироидната жлеза, не ми одговори докторката.
Добро, благодарам за вашиот интерес. Лековите чинам дека исто така не ги споменавме, но може да делуваат. Благодарам за прашањето. Значи, првогодините не се некоја пречка. Ние имаме програма и за различна група на возраст, значи за години преку 60, например, да речеме, липосукцијската исхрана е повторно во текот на тој месец дена, каде што прво во разговорот ќе се види кои лекови ги зема ова пациентката, ако е само тироидна жлезда, ако е хипотиреоза и ако со лекови го одржува хормонот во нормала, нема да има никаков проблем. Сигурно тој вишок на килограми е од повеќе внесување на храна, несоодветна храна, повеќе шекери, повеќе овошја, повеќе тестенини, а самата тироидна жлезда не представува голем проблем. Може помалку за подолго време да се изгубат килограмите, меѓутоа важно е да биде хормонот во нормала, ако зема лекови. Во вториот дел од емисијата поконкретно ќе зборуваме за протоколот на исхрана, но во овој дел како за окружување кажавте на господјата дека липосукцијската исхрана е прилагодена спрема возраста. Прашањето ми е која е долната, односно горната граница за примена или индикација кога има за да се примени овој протокол на слабење како хигиенско-диететски режим? Долната граница меѓу 17 и 18 години, значи нема некое ограничување, а исто така и горната граница нема строго ограничување, бидејќи програмата ни е адаптирана и за пензионери и за возрастни кои што имаат и над 60 и над 70 години. Ние веќе имаме такви консументи кои што се многу задоволни, многу лесно се издржуваат, тие се дисциплинирани и ги постигнуваат своите резултати. Имаме исто и тинејџери кои што се на возраст меѓу 17 и 18 години. За жал, таа група на популација е многу се зголемува. И во пораст, и во пораст, така да веќе има се повеќе заинтересирани помлади особи кои што изненадувачки се дисциплинирани, самосвесни и постигнуваат резултати. Кога веќе ја спомнувате оваа категорија околу 18-та година, тоа се чинам дека и оние ученици од 4-та година средно образование, пред кој е матурската вечер. Сигурно и тоа дополнително мотивира. Ова идеално време до почетокот на матурските прослави, за овие 3 месеци да се почне постепено со неколку циклуси да се вратат килограмите, да ја постигнат посакуваната тежина, за да можат да на својата матурска вечер да изгледаат онака како што сакаат. Сигурно и понатаму веќе тој режим да го применуваат во текот на животот, да не биде инстантно само за таа вечер. Да, ви благодарам доктор Крстеска за овој прв дел од разговорот. По кратката пауза предвидена за блокот реклами ве поканувам да ни се придружите и до крај да останете со Фактор здравје. Ве поздравувам и ви посакувам уште еднаш добре дојде во вториот дел од Фактор здравје. Пред уште еднаш да ја представам гостинката и темата, го имаме и следното јавување веќе на линија. Добар ден, дали сте на линија се уште? Ве поканувам повторно да се јавите на 6091-925, односно 6091-924. Со доктор Валентина Крстеска, која што е раководител на Липодиет центарот од Скопје, денеска ќе ја прошириме и ќе продолжиме на тема брзо и трајно слабење со липосукцијската исхрана, а за гледачот кој што претходно се јави и за сите вас кои што имате интерес, Липодиет центарот ви стои на располагање на 070-535-033 или на 02-315-1714 во центарот на Скопје на улицата Димитрije Чуповски број 22. Доктор Крстеска, она што сакам да ве прашам во однос на липосукцијската исхрана, ги споменавте двата дела или двете фази во однос на првите месец ден или првите 30 дена. Поконкретно за што станува збор и како се почнува? Липосукцијската исхрана е една идеална комбинација на најдоброто од медитеранската исхрана, која што е во еден оброк и суплементи, додатоци кои што се земат во текот на денот во форма на напитоци, тоа се препаратите липоалфа, и во форма на капсули, аминокиселини, препаратот липобета. Да спомнам дека липоалфа и липобета се препарати кои што се произведуваат во Германија, кои што ги имаат сите сертификати на безбедност од Европската агенција за храна, а исто така и регистрирани се тука кај нас. Овој протокол, како што реков, е месец дена. Во првите 2 недели, кога и најмногу се губи вишок на масното ткиво,
Овај протокол се одвива во следниве фази. 3 пати во текот на денот се земаат препаратите липоалфа и липобета, а навечер како главен оброк е вечерата, која што се состои 2/3 од зеленчук, а 1/3 е парче месо или риба. Овај вечерен оброк ги задоволува сите потреби во текот на денот од здрави масноти, од витамини, од зеленчук, бидејќи производиве липоалфа и липобета по состав се сурутка од млеко во прав. Липоалфа покрај тоа содржи витамини, B6, B12 и цинк. Содржи уште едно растение многу познато, конџак глукоманан, кој што е богато со растителни влакна, бубри во допир со вода и ја дава ситоста. Значи, една кесичка растворена во вода, липоалфа, ќе ве држи сит во текот на тој оброк. Овие кесички се земаат од прилика на растојание од 4 часа. Треба да се води сметка да бидат рамномерно на одредено растојание, за да не се чувствува глад во текот на денот. Измеѓу тие кесички се земат овие капсули, липобета, тоа се избалансирани аминокиселини. Ние знаеме дека постојат есенцијални и неесенцијални аминокиселини. Да, и која е нивната функција и важност? И само овие, ќе ве прашам, есенцијални аминокиселини секогаш мора да се примаат со исхрана. Овдека се најбитните аминокиселини, триптофанот, од кој што се создава серотонинот, хормонот на среќа, орнитинот, изолеуцинот и леуцинот, кои што аминокиселини го чуваат мускулното ткиво и не дозволуваат во текот на слабењето да се губи мускулното ткиво. Обликот на мускулатурата на телото се задржува. Се топат само оние масни наслаги кои што се на критичните места. Кои се и тие, да, само сакав да ја прашам како паралела, жени односно мажи? Во предел на стомакот и градите кај мажите, во предел на колковите, бутините и колената кај жените. И така да овие масни наслаги прво се топат, а обликот на телото и цврстината останува ист, бидејќи благодарение на овие аминокиселини. Конџак глукомананот има својство кога ќе бубри, тој го исполнува желудникот и дава ситост. Многу е познат во азиските народи како метла на цревата, прави детоксификација, многу брзо храната поминува низ цревата, така да од една страна држи ситост, а од друга страна по калориска вредност, самите кесички имаат многу ниска калоричка вредност. Поради тоа, организмот е принуден да ги топи резервните масни наслаги во појава наречена кетоза, кога се топат масните наслаги. Оваа кетоза е многу битна да се одржува, бидејќи се јавува во првите 48 часа и тогаш почнува процесот на слабење. Затоа и рековте пред викенд е најдобро тоа го паметам да се почне. Во текот на кетоза може малце да имаме пат на енергија, да се јави малце умор и многу е битно да не се сгреши со некој продукт кој што е забранет, бидејќи самата кетоза ќе се блокира во наредните 2 дена, ќе се стопира слабењето. Да. Ете така. Значи, освен кесичките, во текот на денот дозволена е вода, чаеви, лимонада, кафе, без шекер и без млеко, се она што е потребно во текот на денот, а остатокот, реков, во вечерниот оброк, месото, рибата. 1/3 рековте, а 2/3 салати. Или тоа во грамажа 150 грама е месо, до 200 грама е риба, а остатокот од 200 грама е избалансиран зеленчук, тој го дава волуменот на оброкот, дозволено е пржење, печење, варење, така да еден вкусен и богат оброк кој што ќе ги задоволи сите дневни потребни и за витамини, и нутритивни и енергетски. Да, затоа рековте терапевско-диететски режим или протокол на исхрана. Диететска-терапевтски режим. Да, кажавте дека ова се случува во првите 30 дена кога ќе се почне овој протокол во 2 дела во однос на липосукциската исхрана и дали после овие 30 дена токму е и одговорот на темата денеска брзо и трајно слабење. Околу 10% за тој период се очекува
очекува да Најмногу има реков во резултати? првите 2 недели. Да. 7 до 10% од Добро. телесната тежина. А вторите две е Во веќе вторите одржување. рековме фиксација и одржување. Меѓутоа, изборот на храна во вторите 2 недели е исто така избалансиран со ниска калориска вредност во 3 оброци: појадок, ручек и вечера. И сакам да напоменам дека и во овие 2 недели исто така, додека ако има дисциплина, може да продолжи слабењето. Повеќе е во првите 2, али резултатот го гледаме на крајот од месецот. Тогаш се мери. Има всушност. луѓе кои што ослабуваат и многу повеќе од тие 10%. Она што е важно, всушност си го одговоривте како констатација во овој последен ваш одговор, а тоа се резултатите после тие 30 дена. Според искуството, ова е теоретски што зборувавме, но практично имате над 100.000 задоволни корисници во регионот. Каков профил на луѓе се тоа? Дали се повеќе жени, мажи во однос на возрастната категорија? Точно. Каде припаѓаат? Точно. Бројките сами по себе го зборуваат ова што го кажавте. Ние сме тука присутни 4 години, во нашава земја ние преку 2000 задоволни корисници имаме, а во регионов се 100.000. Во однос на профил, од секаков профил и мажи и жени, реков и веќе и тинејџери, да спомнам дека имаме и познати личности и од јавен и од политички профил, живот. да. Сега имаме и познат брачен пар кој што почнува со нашава програма тука кај нас, па кога ќе ги имаме првите резултати, ќе бидете обавестени, тоа ќе биде јавно објавено. Во регионов познато е дека и хрватската председателка Колинда веќе долго време на ова исхрана, не само што ги изгуби своите килограми, туку и ги одржува, и уште многу други од естрадата, од спортот, Но и лица кои што јавно лица, да. не се толку можеби експонирани. Уште еднаш да подсетам дека тимот на доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот од Скопје, ви стои на располагање за бесплатни совети и со задоволство ќе ја консултирате и можете веќе во овој момент да закажете термин на 023151714 или на 070535033 или пак директно да ги посетите во центарот на градот. Адресата е Димитрije Чуповски 22 или да бидам уште поедноставно сватен спроти поранешен Макдоналдс во Скопје. Вашиот интерес и натаму го очекуваме на 60919224 и на 60919225. Она што уште сакам да ве прашам, бидејќи ги споменавте резултатите, кажавте дека секоја возрастна категорија некаде од 17-та или 18-та година па нагоре може да биде цел на ова липосукциска исхрана, пошто е она што се разликува можеби понатаму периодот кога веќе ќе се поминат тие две фази, првите 2 седмици и вторите 2 кога се одржува телесната тежина, како понатаму треба да се продолжи? Дали тука веќе стоите на располагање на клиентите? Да, секогаш им стоиме на располагање на консументите. Во зависност од кој колку сака да намали килограми, може да продолжи и во вториот месец. Тогаш се прави нова програма, може да биде индивидуална, да, може да биде малце изменета. Наместо 2 недели да се земаат препаратите Липалфа или по бета, може тоа да оди 3 недели со по 2 кесички или може да оди 3 недели со 1 кесичка. Реков, зависи уште колку сака да ослабат. Ако се задоволни, а сакаат само да одржуваат својата постигната телесна тежина, исто така тие добиваат упатство, една убава брошура во комплетот со препаратите, каде што детално е опишано што понатака, кои продукти треба да се земаат во текот на денот, на кое растојание, како да се спремаат оброците, бидејќи многу е битно кога се зема и кој продукт како се спрема. Најважно, јас им обрнувам внимание да внимаваат на гликемискиот индекс на продуктите кои ги внесуваат. Тоа е брзината со која што се зголемува шекерот во крвта после внесување на одредена намирница. Многу е битно, бидејќи од зависност како се спрема оброкот, тој гликемиски индекс е различен. Најубав пример е кај морковот, кога свеж морков има гликемиски индекс 35, а варен 85, или целер свеж 15, а варен 85. Ова е само еден мал пример,
Во текот на нашите консултации многу подетално се објаснува на што да се внимава. Во теков на првиот месец знаат нашите консументи дека нема внесување на овошје, нема сокови, нема алкохол, нема ништо што содржи шекери, а после понатака, постепено може да се дозволи да се внесува во одреден дел од денот по едно парче овошје, јаткастите плодови, семките, па може и по една чаша вино или една чаша алкохол. Ова е важно кога веќе и тој втор месец, предпоставувам, ќе се помини и заврши, веќе телото на тој консумент, без оглед дали е жена или маж, влегува во некоја навика и режим кој што полесно веќе понатаму ги пребродува сите предизвици кои што се пред нив во однос на исхраната, бидејќи навиките веќе ги имате втемелено, предпоставувам. Точно, многу лесно, после се навикнува и се одржува телесната тежина, што е најважно. Може да има некои лесни остапувања, така плюс-минус, некој е килограм, али тие знаат како понатака и многу лесно и брзо си ги враќаат своите килограми, а ние сме секогаш тука за се што треба, да им помогнеме. Сигурно, физичката активност и дружењето дополнително само сигурно го стимулира овој процес на слабење и одржување на телесната тежина. Аспектот и она што сакам уште да ве прашаме кај онаа повозрасна популација, без оглед на годините, која што често има можеби некое хронично заболување, коморбидитети или пропратни заболувања, како кај нив се справувате и дали солта како зачини дотаток ја препорачувате? Бидејќи знам луѓе кои што без неа не можат. Добро, ние ја препорачуваме, не во поголеми количини. Секој кој што има проблем со висок притисок знае дека треба да се јади помалку сол. Ме прашавте за повозрастната популација. Сите тие кои што имаат било какви други хронични заболувања, си ја пијат својата основна терапија. Ние само даваме совет што покрај нашата исхрана, бидејќи во овој период сега кога малце имаме вируси, настинки, пат на имунитетот, како дополнително во текот на примената на липосукцијска исхрана се препорачува да се земат некои дополнителни суплементи. Најдобро е од групата на антиоксиданси. Една капсула дневно од препаратот G132 плюс Natural е сосем доволно да ги задоволи сите дневни потреби. Може капсула омега масна киселина и магнезиум, бидејќи, како што спомнав, може да дојде мал пат на енергија, мала главоболка, може да се јават и мали грчеви во подколеница и магнезиумот тука ќе им помогне во првите неколку дена. Да, и она што како за заокружување на овој разговор уште сакам да ве прашам, иако има уште многу аспекти за кои што може да се зборува, сите лица кои што ќе го поминат тој прв протокол или првите 2 седмици и дополнително вторите на одржување, дали тој протокол во текот на животот треба да го повторуваат, не треба, какви се вашите искуства? Од нашето искуство за овие 4 години има консументи кои што ги повторуваат, сами си одредуваат кога во текот на годината, дали тоа е предгодишни одмори или вака после овај зимски период, доаѓаат да еднаш годишно го применат овој протокол. Има некои кои што тоа го повторуваат неколку пати, затоа што спомнав пак од нашите резултати, ние имаме консументи кои што и повеќе од 40 килограми ослабеле. Да. Прашањето ми беше нема никаков контраефект или нешто. Нема. Да. Единствено, ако некои нус појави се јавуваат, тоа се овај пат на енергија, тоа е појавата на еден лесен горчлив вкус во устата, бидејќи кога се топат масните настлаги во фазата на кетоза се ослободува ацетон, тој излегува со дишење и се јавува горчлив вкус во устата. Ние дозволуваме џвакање на гуми за џвакање, пат на енергија, луѓе кои што во текот на, да речам, на животот многу повеќе јадат намирници благи, недостатокот на шекер, таа мала хипогликемија може да биде како нус појава, али тоа многу брзо поминува. Значи се е тоа транзиторно или минливо. Да. За крај дали остана можеби нешто што сакате да порачате, а јас не ве прашав во текот на разговорот како за окружување на ова ваше гостување? Да им препорачам, значи на сите оние кои што сакаат да ги намалат своите килограми, да ја донесат побрзо својата одлука. Сега е идеално време за намалување на килограми, почетокот на пролетта, за да имаат време до текот на летото да изгледаат задоволно, поготово да ги поканам и сите идни матуранти
да донесат одлука да бидат убави на нивната матурска забава, бидејќи на брз, лесен и едноставен начин ќе ги вратат и ќе ga постигнат својата идеална фигура, да кажем. Сигурно и ќе им дадете здрави навики, ако досега може би ги немале во однос на исхраната. За понатака, да. Ви благодарам, доктор Крстеска, за вашето излагање, присуство денес во Фактор здравје и покана да имате повторно многу задоволни клиенти, решени проблеми со телесната тежина, а поканата се однесува на споделување на искуствата овде во Фактор здравје. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Пред да ви се заблагодарам за вашето внимание, доверба и соработка, ве поканувам бесплатно да закажете термин и да се советувате за евентуалниот ваш проблем со вишокот телесна тежина на 023151714 или на 070535033. Земете го вашето здравје во ваши раце, би рекол, бидејќи секоја прекумерна тежина кај луѓето представува и потенцијален ризик за одредена состојба или болест во иднина во животот. Со оваа порака ви благодарам уште еднаш за вниманието и покана утре да бидете повторно со нас во Фактор здравје. До тогаш пријатно.